Повеќе од 2/3 од родителите прифаќаат комбинирана настава со физичко присуство на децата во училиштата и онлайн учење во предстојната учебна година, покажува истражувањето на Меѓеши. 68,7% се еден период децава да одат на училиште, а друг да учат од дома, додека 31,3% се против ова. Интересен е податокот, доколку МОН предложи враќање во училишните клупи. Повеќе од половината, односно 52,4% од анкетираните родители, истакнале дека би подпишале изјава нивните деца да одат на училиште секој ден. 26,9% не би ги пуштиле децата на школа додека трае пандемијата, а 20,6% се за комбинирана настава. Но речиси едногласни се дека не поддржуваат настава со физичко присуство доколку има многу заразени. Затоа за повеќе од половината најбезбедно за децата да не бидат изложени на инфекција е онлайн наставата. Секако сме загрижени и за едната и за другата можност. Едната има потешкоти околу социјализација, се создава отуѓеност, агресија, осаменост кај децата со онлайн наставата и не е толку посветена и квалитетна како што впрочем нагласив и очекувањата на родителите беа такви. А од друга страна, независно од бројот на родителите колку се спремни физички да ги пуштат децата или пак од комбинираниот пристап, сите подеднакво бараат да се почитуваат безбедносните мерки, протоколи, да има сигурност за да нема нови кластери. Според истражувањето на Меѓеши, досегашната онлайн настава само делумно ги задоволува потребите на учениците. 58,2% од родителите сметаат дека децата добиле подобри оцени, но се стекнале со помалку знаење. Од негативните промени кои што ги забележуваат родителите кај своите деца се пореметен биоритам на децата, предолго седење пред компјутер, развивање на негативни особини и состојби како напнатост, нервоза, депресија, осаменост, незаинтересираност и оттуѓеност, мрзеливост и неодговорност кон училишните обврски, губење на усетот за училиштето како вредност, оттуѓување од перцепцијата за тоа што значи училиштето, пообилна и нездрава исхрана. Анкетата на Меѓеши е спроведена онлайн од 22 јули до 3 август, а биле опфатени 1003 родители и старатели. Генералниот заклучок е дека на сите најважно пред се им е децата да се здрави и сигурни. Александар Динев, Сито телевизија.